Обвинителството се прогласи за ненадлежно да постапува за видеото Лепливи раце, каде се гледа како поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев наводно зема подкуп. Од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција велат немало да постапуваат по нецелосни снимки и предпоставки, иако на снимката се гледа дека екс-директорот Дончев зема одредена сума пари која става во ташна. Во надлежност на Министерството за внатрешни работи и Управата за финансиска полиција е откривањето на кривичните дела од економско-финансиска природа. Обвинителството укажува дека секој што поседува докази дека е сторено кривично дело, истото треба да го пријави во Министерството за внатрешни работи или во обвинителството и да ги приложи доказите, пошто обвинителството ќе отвори предмет и ќе преземе действија за расветлување на случајот. Додека обвинителството крева раце од овој случај, врвот на СДСМ го брани еден од најблиските соработници на ЗАЕВ, министерката за одбрана Радмила Шекеринска, слично како и нејзиниот партиски лидер, вели немало никакви докази, иако се гледа како Дончев зема пари во кеш, а во аудио снимката објавена на YouTube се слуша како наводно врши притисок врз работата на полицијата. Очекувам сите оние кои што нешто тврдат, тоа да го покажат и со малку повеќе од видео без аудио и аудио без видео. Изминативе месеци, а претпоставувам и следните 20 до 30 дена, ќе бидеме жртви на многу и фейк нюз напади. И тоа претпоставувам дека е очекувано во избори. Со писмен демант излезе Дончев, вели снимките биле нецелосни и манипулативни, со цел тој да бил политички деградиран. Сепак Дончев не сака да ја коментира првата аудио снимка, вели се што имал да каже за Дијамет, го кажал кога бил на позиција директор. Ја потврдува содржината на второ објавената аудио снимка, како и видеоматеријалот каде зема пари. Сепак вели биле од приватен карактер и не се поврзани со неговата јавна функција. Објавената видео снимка по мое сеќавање е од поодамна и станува збор за снимка од приватен карактер. Секако останува понатаму државните институции да си ја вршат својата работа. Додека беше на функција, за Дончев во јавноста пукна аферата Рекет 2, според опозицијската ВМРО ДПМН и поранешната сопственичка на Дијамет, Дончев заедно со министерот за здравство Венко Филипче се обидел да попречи продажбата на компанијата на странскиот инвеститор Диаверум од Шведска, со што сториле кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Инаку Ден Дончев во мај годинава си поднесе оставка од директорската позиција во Фондот за здравство, тој ги отфрли овие обвинувања, а оставката ја правдаше со лични причини.